Добар ден. Она што ќе го соопштиме на денешната пресконференција за медиумскиот мегафон на власта Драган Павлович Латас нема да го разобличи само вртоглавото богатење на куќниот пријател на Никола Груевски. И тоа како за нецели 3 години се стасува до ланец на фирми, ланци на станови и братско споделување на цело брдо со луксузни хациенди. Ова е најеклатантен пример за директна корупција од страна на власта на Никола Груевски, што упатува на сериозни индиции за сторено кривично дело. Конкретно, фирмата Елтра Доел, Скопје, со која што управува сопругата на братот на Павлович, Латас, од општините што ги раководи ВМРО ДПМН во периодот од 2011 до 2013 година добила тендери тешки неверојатни 3 милиони евра. 3 милиони евра за фирмата каде што е директор снаата на Драган Павлович Латас за 2,5 години, од локалните власти под контрола на Никола Груевски. Слушнете како оваа способна фирма за јавно осветлување, какви се тендери добила, главно од градоначалниците Коце Трајановски, Ивица Коневски, Тони Трајковски и Стефче Акимовски, пред и после избори. Да почнеме со последните локални избори. Оваа фирма од град Скопје 2 месеца пред локалните избори на 31.1.2013 година добила тендер за електрични инсталации за осветлување вреден 40.000 евра. Половина година по локалните избори, оваа фирма Елетра добила 2 тендера од град Скопје на 11.9.2013 година, набавка на штедливи светилки од околу 12.000 евра и 24.10.2013 година за електрични инсталации за осветлување бизнис од околу 102.000 евра. Од општина Газибаба, 2 месеца пред локалните избори, на 10.1.2013 година, оваа фирма за изградба на улично осветлување добила тендер од околу 33.000 евра. Од општина Карпош, 2 недели пред локалните избори, на 11.3.2013, Стефче Акимовски и дал на Елетра Доел за одржување на јавно осветлување над 50.000 евра. И слушнете каков тендер добила родбински блиската фирма до Павлович Латас од општина Аеродром, 20 дена по вториот круг од локалните избори на 24.4.2013 година. За нови линии за јавно осветлување, Коневски им дава на Павлович бизнис тежок над половина милион евра. 609.736 евра. Ако се погледне периодот пред и после предвремените парламентарни избори во 2011 година, оваа фирма добила од град Скопје на 2 месеци пред изборите на 18.4.2011 година тендер за изработка на проект за командување и управување на јавно осветлување вреден 52.000 евра. Ваквата пракса продолжува и по предвремените парламентарни избори на 12.9.2011 година, каде што оваа фирма добила од град Скопје тендер за улично осветлување во дел од пат тежок околу 80.000 евра. На месец и пол по предвремените парламентарни избори на 22.6.2011 година Павлович добиле од општина Газибаба тендер за одржување на улично осветлување вреден 33.000 евра. И оваа фирма со која управува снаата на братот на Латас, односно неговата сопруга, заедно со уште 4 фирми од поранешниот градоначалник на општина Центар Тодорович, на само 2 месеци по предвремените парламентарни избори на 5.8.2011 година добиле тендер тежок 1 милион евра. Ако се сумира, за 2,5 години Коце Трајановски и дал на Елетра Доел бизниси од половина милион евра. Општина Газибаба и Тони Трајковски околу 200.000 евра. Карпош и Стефче Акимовски околу 150.000 евра. Од Аеродром и Ивица Коневски, фирмата со која управува снаата на Павлович Латас, добила бизнис над половина милион евра. Само 2 недели по локалните избори. Оваа фирма, Елтра Доел, добивала бизниси за осветлување надвор од Скопје. Така, например,
Учеството на само 3 тендери за одржување на улично осветлување во Велес и носи околу 55.000 евра. Која фирма во Македонија може да се пофали дека работи вака успешно? 3 милиони евра за нецели 3 години. Премиере Никола Груевски, не одговоривте за наместениот милионски тендер на вашата миленичка Ивона Талевска. Не одговоривте за исплатените 1 милион евра за телевизија Сител, од кои што половина се непосредно пред локалните избори. Ниту вие, ниту било која институција не најави испитување на скандалот што вчера го обелодени Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за незапишаниот имот во Хациенди на Брдото во Зелениково, кои што видливо постојат во реалноста, но ги нема во имотниот лист издаден на Драган Павлович Латас. Ќе молчите ли и за овие бизниси од 3 милиона евра што ВМРО ДПМН и ги дала на фирма со која управува сопруга на братот на Латас? Ете како Никола Груевски добива избори. По 1 милион евра пари на граѓаните купува уредници и медиуми. Повелете прашање. Значи, тоа мислам дека го соопшти вчера заменик председателката, така што депласирано е. Веќе станува смешно обвинувањата на ВМРО ДПМН, исто како во народната поговорка, очигледно е дека идат со практиката држте го крадеците. Добро ден, сте беа распишани председателските избори, дали вие сте подготвени и кога евентуално може да очекуваме вашиот кандидат да го кажете во јавност? Исто и Груевски не најави, меѓутоа не исклучи можноста да се одржат и предвременни избори, ако може коментар. Значи, Социјалдемократскиот сојуз е во целост фокусиран на распишаните председателски избори во рамките на законските рокови ќе го обелодениме нашиот кандидат. Сметаме дека овие председателски избори треба да бидат израз на политичката волја на ВМРО ДПМН во пракса да се примени постигнатиот договор за организирање на фер и регуларни демократски избори.